Има, да. Значи ние по програмата за 2022 година поставихме това като посебен дел, значи да се средствата ги дава детската градинка, не общината. Значи тук нямаме ние наше общество, общество. Без разлика, видно е граѓаните да ги користат тия средства. Проблем кој што се јавува за користење баш на таа мерка за бесплатно зближување на децата во предучилищната возраст е според мене тоа што законот ментален за социјална заштита кој што го дефинира еден родител дали е самохран, а стои дека единствено само самохрани родители, без разлика дали е мајка или татко, може да ја користат мерката од градинката. Значи, единствено треба да биде самохран родител кој што ги го потврди Центарот за социјална работа дека е самохран родител. И сега, од разговорите што ги имам правилно со службите од Центарот, значи, кај нив е многу мал тој број од причини што ако еден родител е самохран само доколку другиот родител не плаќа алиментација, не користат семејна пензија, децата не користат семејна пензија до 26 годишна возраст и така натаму. Значи, по тие причини Центарот не ги квалификува тие родители како самохрани родители. Ние велиме да тие се самохрани и од тие причини ние предвидовме наши средства во наредната програма, за да можеме барем на неколку семејства да помогнеме за сместување на нивните деца во детската градина. Одавна сега да рече, од пред дискусијата дојде во друг правец. Опред само нешто обараме 3000 па да се зголеми 5000, па тука да се зголеми 4000. Само го прашам советникот Иван, кога имаме член на комисијата да финансирање буџет, зашто не беа поднесени ваквите барања на самата комисија, за да се виде изворите на средствата од кај треба да се најде. Значи ние само бараме, а не гледаме од кај ќе ги најдеме изворите на средствата. Апсолутно се согласувам с тебе. Само да се заложиме повеќе од дневниот ред, интерес на времето, нашите дискусии да бидат пократки и по содржање, да ја кажем. Содржината без да повеќе. На тој начин ја да барам предлози за нешто кога јас не ги знам, кои се предлозите за кои се планирани предлози за реализација до 2022. Значи, јас се утрем со имам предлози за 2022. Барам предлози, јас тоа имам предлози. Кои се предвидени предлози за не се предлозите? Да има ги во буџетот. Предлог буџетот што го разгледуваме, значи може ги ставки по ставки, образлагачи всеки образложи. А не само постави. Конкретни предлози. Значи, например, тоа да речеме, sada noi imamo nascere un nas. Еве ги предлози, значи, транспарентна информација, значи, на буџетот на разходите за 2022. 30 страни, значи, кој може да дам предлози? Имам сакам друго да кажам. Значи, ја мога да предложам сега во моментот дека сакам преломот за да отида Лига на шампиони. Ама потребни се 6 описки буџети за вас. Знаете дека не може. Лесно е популистички си да кажеме, барам да се покачи стипендија од 3 на 8 милиони јас ги покажам. Друг ќе бара помошта за лекување од 30 на 60 милиони. Какво кога е ограничен буџетот на општината? Треба да видим, ако решиме да се задолжуваме за тие цели, треба да изгласаме да се задолжуваме. Јас сум голем противник на тоа. Да се задолжува општината, за да ќе се задолжува, треба да правим капитални проекти. Ќе разговараме после кој ќе дојде за буџет. Значи, популистички можеме тука секој од нас, барем по 10 предлога да даде, што се зборува. Па треба да видиме од дека ќе се обезгледат тие финанси. Убаво е да питаме дали е зголемено, дали е предвидено, да. Ама на крајот знаете дека буџетот плански и буџетот сегашен са тука по висина на финанси. Мора да се предвиди да се зголемат даноци. Мора да предвидиме дека ќе се најдат тие пари. Това е моје видување на нешто. Дали некој друг бар разбор? Оди? Значи, следната точка, дали што време има однесените на следна дека треба да може да се за кожениот труд за извештај што е направен. Гледа се дека
програма за наредна година, тук извещете на овојно и на Сузин. Многу се користи терминологија ККК, а това са цели и мерки за нареден период, отколку индикатор за реализиране. После табелата на таму кога се гледа се дека до 9 се направили за това, ама има некој друго страна ќе гледа, ќе помисли на почетокот дека е програма за 20 година, не е извештај за 21. Да речеме, народната влада е користена методологија, користена методологија во рамките на теренското истражување ќе организираме. Организираме. Сега има многу такви терминологии, зборови кои... Знаеш, игра на зборови... Не, игра на зборови, ама... Горете, това е програма... Тука, значи, модело... Не така. Леко, не, сугена направена програма, меѓу това некој друг ќе чини знаки, кој ќе скажува да се стане дека програма за наредна година, а не извештај од претходна година. И втор коментар ми не може да го премолчам, околу дело на учителевскиот, буџетската ставка за невладите организации, трансфер за невлади спортски клубови, 930 намалени од милион и 100. Коментарите беа од ваша страна дека немаше доволно реализација на предвидените активности за време на COVID-кризата. Тука не може да се сложи на това, што напротив, за кога има кризи, граѓанскиот сектор е највише активен. Това може да го дебатираме на вчера на друго место и на точка. Само сакам да кажам дека средствата кои се обедува за граѓанските организации по правило би требало да бидат, ако не ги стигнеме да разговараме, причина што тие организации носат пари. Со тие пари носат пари. И кои се очекувањата со 20.000 денари, некој да реализира програма. Ако ние поднесохме програма за 120.000, вие ни дадувате на нас 25.000, кои са вашите очекувања, го извештај што да става. Една активност реализирана. Така, кога видите не се реализирани програмите, тук има простор за дебата, не ми се това повеќе да навремувам во тој дел, знаеме за друг момент, меѓу тоа имате моменти кога се носи буџетот, кога се прави, за граѓански сектор имајте преди дека граѓански сектор го се прави. А начинот на кој се разпредели, това е веќе друга поставка, која што можеме да разговараме. Критериумите кои што треба да бидат внесени за да се добијат тие средства од граѓанските организации и така напред, така напред. Това се бите два елемента на програма. Не, само да кажа на почеток, што го кажа, значи това користената методологија, која се користи во изработката на извештаи. Горете, горете, разбрахте што сакам да кажа. Горете. Само сака, ако предходно нешто мислам, не знам кој спомна, во дело Г, значи буџетска анализа, значи вкупно за целата програма са потрошени 7.220.000 денара, 26,59% од вкупниот буџет на општината. Основниот буџет за година изнесува 109.541.856 денара за 2020 година. Гледано, значи секој ако го различно, значи гледан процентно на некој е многу малку, за некој е повеќе, ако гледаме и споредуваме со други општини, но како што кажа и председателот, значи треба да гледаме и можностите на буџетот. Не е само дело од програмата за социјална заштита. Јас сам точно за тој дел, ама има најверојатно и други. Така. Благодарам. Дај некој друг разговор. Вие никој нема разговор. Заклучувам разговор по точка на број. Това листата е става на гласане. Гласане за освободување на извештај за реализација на програма за социјална заштита на општина Белчев за 2021 година. Кој е за? Против? Нема. Одржано. Констатирам дека гласувањето 14 гласа за. Точка број 3. Предлог програма за родова равноправност на мажите и жените на општина Белчево и работа на комисията. Комисията еднакви може да се закупи 20 футбол, организация, транспорт и работа. Значи, програмата за еднакви можности на жените и мажите во општина Белчево и работа на КЕМ е законска обврска на комисиите за еднакви можности при Советот на општините, дадени во Законот за еднакви можности на жените и мажите. Значи, ние секоја година донесуваме програма по која што работи и комисијата и
општинската администрација во овој дел, ама и невладините организации. Значи, најголем дел од таа програма, се што е предвидено, се состои и во стратегијата за родова равноправност, регионалната стратегија што ја донесохме 2020 година и акцијскиот план за 2021-2022 година. Значи, тоа се два стратешки документи кои што морам да кажам дека без помош на невладината КАМ ние не можехме да ги изработиме и да ги имаме како стратешки документи кои што ќе не водат до, значи, како што реков, до 2022 година. После ќе видите понатаму дека ние предвидовме посебен дел за ревидирање на тие два стратешки документи или донесување на нови. Се надевам дека повторно ќе наидеме на разбирање од невладиниот сектор, бидејќи ние сето тоа не можеме сами да го изфинансираме. Во првиот дел, значи во воведот се наведени законските основи, значи за донесување на оваа програма. Вториот дел е приоритетни области на делување, значи дадени се неколку приоритетни области на делување, 6 кои што можеби и се малце повеќе, но се надевам дека со помош, како што пак реков од невладиниот сектор, ги реализира. Значи, првата област на делување е подобрување на информираноста за човековите права, механизми за заштита, родова равноправност и недискриминација. Втората, зајакнување на свеста на жените за континуирана грижа и заштита на собственото здравје. Промовирање на третата област, промовирање на родовиот концепт и еднаквите можности на жените и мажите во општеството и семејството. Влијанието на климатските промени врз квалитетот на животот на жените и мажите, зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во однос на родово базираното насилство. И последната област на делување е интегрирање на родовите прашања во политиките и финансиските инструменти, родово одговорно буџетирање согласно методологијата и согласно законот за еднакви можности. Значи, понатаму, во секоја глава се опишани областите на делување, подетално се разработени и активностите кои што ќе бидат реализирани. Нема да ви ги читам и да ви ги образлагам, бидејќи имате предвидено. Значи, тука само ќе спомнам во зајакнување на свеста на жените за континуирана грижа и заштита на собственото здравје. Значи, тука имаме предвидено повеќе нови активности кои што еве сега имаме и можност да ги реализираме на ниво на комисијата. Разговаравме веќе и советничката Стефанија ни потврди дека веќе здравниот дом може да ги пружа тие услуги како што се Екона, еви и советничката Сунчица. Значи, за прв пат сега имаме можност да жените од нашата општина не мора да одат за екона дојка во другите општини, да губат време и средства да трошат. Значи, тука веќе можеме тоа да го реализираме и еве, ќе упатам и апел до вас, советниците, кои каде можете да помогнете да обезбедиме мамограф во Делчев. Тоа ќе ни биде уште од поголема. Ние го немаме предвидено во нашата програма со средства, бидејќи ние како општина не можеме да го набавиме мамограф за тоа. Но доколку некој од невладините организации или некој друг што може да ни помогне, тоа ќе ни биде добре дојдено. Значи, за тоа го и нагласувам само овој дел, да го имате сите во предвид кој каде може да помогне. Значи, во делот промовирање на родовиот концепт и еднаквите можности на жените во општеството и семејството и потребата за равноправно учество на жените и мажите во одлучувачките процеси. Значи, тук имате една табела, гледаме дека ние горе-доле го имаме застапено тој дел за родово еднакво учество во органите на управување, единствено. Значи, сега за похвалба морам да кажам, значи, подеднакво скоро учество на жените и мажите во советот на општината. Значи, тоа за прв пат се случува да имаме 8 мажи
наспроти 7 жени. Значи, досега биле 5 жени, во сите состави на Советот. Во кај членови на управни одбори гледаме дека доминираат малце жените, 25 се жени, 17 се мажи. Сега, кај председатели на управни на урбани заедници, местни заедници, гледаме дека немаме ниту една жена председател на местни на урбана заедница. Значи, во тој дел, затоа имаме предвидено активност да се држат средби со местните и урбаните заедници, за да се поттикнат жените да учествуваат баш во тие процеси, бидејќи знаеме ние и кога го креираме бюджетот дека сите предлози што ќе излезат од местните и урбаните заедници се токму ставени во бюджетот и затоа, ако веќе немаме равноправно учество на жените и мажите во тие управни и местни заедници, нема да имаме ни родово балансиран бюджет. Во сега имаме нова, значи, тема на работа на комисијата, тоа е влијанието на климатските промени врз квалитетот на животот на жените и мажите, значи тоа е дел кој што веќе предизвикува доста интерес во сите области на делување и затоа и ние го имаме ставено како посебен дел во нашата програма. Во петата област на делување, зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во однос на родово базираното наследство, знаеме дека кај нас и од податоците што претходно во претходната програма ги видовте од центарот, имаме, значи, само 9 случаеви на регистрирано во центарот на родово базирано семејно наследство. Значи, тоа е многу малку. Знаеме дека има повеќе, но луѓето едноставно од таа недоверба кон институциите, па и од самото тоа што живееме во мало место и е срам да се пријави дека некој трпи семејно наследство, најверојатно тоа се причините што имаме многу малечок процент на пријавување на семејно наследство и затоа комисијата треба и на тој дел да поработи, да се охрабрат и жените и мажите да го пријавуваат родово базираното наследство. И сега во тој дел за интегрирање на родовите прашања во политиките и финансиските инструменти и родово одговорно бюджетирање, токму тука е тој дел кој што спомна дека треба да извршиме ревизија на стратегијата за родова равноправност и акцијски план и да организираме обуки за членовите на комисијата и вработените во општинската администрација за воведување на родово одговорно бюджетирање и да се организираат јавни дебати за креирање на родово одговорен бюджет. Значи, веќе треба ние како општина да влеземе во тој дел на родово одговорно бюджетирање. На крајот се дадени табеларен приказ, значи, на сите активности со средства. Купниот износ на оваа програма е некаде 288.000 денара, во буџетот колку имам информација са веќе предвидени 100.000 денара и се надеваме на помош од невладините организации, општествено одговорни фирми. Тоа е. Благодарам. Од параграф точката број 3, даден нема разбор. Никој нема разбор. Заклучувам расправата по точката и се представаме на гласане за предлог усвојување на програма за родова равноправност на мажите и жените на општина Делчево и работа на комисијата за средно можности за 2022 година. Кој е за?